Слога-Виница на 4 кола до крајот стана шампион во трета лига Исток, откако тимот на штипскиот стратег Емил Грнев има 39 бодови со учинок од 13 победи и само еден пораз, а при тоа го има најефикасниот напад од 17 гола со примени само 6. На второто место е Брегаленец од Делчево со 24 бодови, со тоа тимот од Виница го обезбеди шампионскиот пехар и се чекираше во баражот за втора лига. Шкенди Рачиново во следното коло ќе го обезбеди шампионскиот пехар на 6 кола до крајот во трета лига Север. Тимот од Рачиново е перфектен со 18 победи и едно реми и на своето конто има 55 бодови, 19 повеќе во однос на Фортуна која е втора со 36 бодови, па така Шкендија Рачиново во следното коло ќе стане шампион. Ќе остан да се прогласат шампионите во останатите региони, а при тоа да видиме која екипа од втора лига ќе заврши на 14-тото место и со тоа ќе имаме сите 6 екипи кои ќе играат во баражот за втора лига. Во трета лига Југ битката за тоа кој да биде шампион ја водат лидерот Големо Коњари кој има 42 бодови и Превалец кој е втор со 38 бодови. 4 бодови предност за лидерот кој нема право на грешка, но и Превалец нема право на грешка. Овие две екипи ќе ја водат борбата до последното коло. Во трета лига Запад сериозна бодовна залиха има Тетекс кој е прв со 44 бодови, а пак Возреми од Кечува втор со 37 бодови на своето конто. Речи се извесно дека Штофарите ќе бидат шампиони со оглед на тоа што имаат 7 бодови предност, па така ги става во ситуација на две кола до крајот ако не погрешат да бидат шампиони. Во трета лига Југозапад на врвот е Преспа со 35 бодови, со што тимот од Ресен оди кон подигнување на шампионската титула и со тоа обезбедување на баражот за втора лига. На второто место е Сатескот Волено со 29 бодови, а на третото место е Короб со 28 бодови, но тимот од Дебар има и меч повеќе. Веќе си сигурни Шкендија Рачиново и Слога-Виница, а пак во трета лига Југозапад екипата на Преспа и во трета лига Запад екипата на Тетекс зависат сами од себе, додека пак во трета лига Југ и натаму ќе гледаме неизвестност меѓу Големо Коњари и Превалец. Баражите за втора лига се игра на неутрален терен, двојките се утврдуваат преку ждреб, а екипите се петте шампиони во трета лига и втора лига што кој ќе заврши на 14-тото место.